На овој момент жителите во Пухче чекаа со години. Од сега за нив се отвора нова страница, што ќе значи побрза и побезбедна комуникација, односно врска со магистралниот пат што минува низ Лакавица. Но потребно е да се премости реката која во време на поројни дождови знае да направи проблеми. Јас сум 50 и кусур години, порасна без пат. Моите деца завршија основна школа без пат. Белки некои деца во иднина можеби ќе одат по асфалт, да не го одат патот по кал. А патот многу значи. Има интерес кај одселените луѓе да се вратат на своите огништа. И така. Вие колку години живеете овде во ова село? 40. Да, до сега без пат кал имаше снос. Да, кал, више нема дека. Живеачка урна Сега? Се е малку подруго. Овој пат значи многу. Го чекавме 50 години и го начекавме. Значи овој пат значи за земјоделието и за се немој да мислите денес како имаме 20 жители, после 10 години ова село ќе биде со 200 жители. Патот е, Господ здраве да му даде, ја прво рекол на градоначалнико. Решил човеко, направи ни пат. Сега доаѓаат и мостот да ни направат, да биде малку, колку толку, да може да минат децата, доаѓаат стално, сека неделја доаѓаат да подзидат ме, јас сама сам тука. Од владата со најава дека нема да се застане тука. Инвестицијата вредна е околу 15 милиони денари. Останува уште еден дел што е неминовен за вас и мора да го направиме. Ние договоривме заедно со градоначалникот дека и тој ќе го санираме и ќе направиме целосна реконструкција, односно обнова на патот до самиот автопат, односно тој километар да го завршиме. До сега во Штип со државни пари се реализирани 5 локални патишта во должина од 16 км и 7 км регионални. Општина Штип останува во фокусот на нашиот интерес и нормално со помош на градоначалникот, кој што е многу ажирен во своите желби и барања за општина Штип, ние значи работиме на сите патни правци околу Штип. Ви благодарам. Според градоначалникот на Штип, ова и останатите села непотребно беа запоставени во минатото, иако располагаат со солиден потенцијал за развој на разновидни сточарски и земјоделски дејности. Лакавичкиот регион каде се наоѓа селото Пухче беше регион каде некаде 40 години не се случуваше ништо. Мислам дека се она што го направивме минатите 3 години покажува колкав е интересот на владата, на локалната самоуправа, да жителите останат да живеат во своите места. Мора да кажам дека со поддршка на јавното предпријатие прво го направивме патот до Браната Мантово, некаде околу 5 км. Општината го направи патот во село Лесковица и ситулици во село Лесковица. Потоа го обновивме патот до село Пиперово. Потоа го направивме преку платежната агенција патот до село Горачино, наредни до селото на Тарци. Морам да кажам дека овој пат минатата година кога се направи, јас бев повеќе среќен од Маријан, затоа што бев свесен колку тука има живот. Значи 500 години овде постои ова населено место, идеални услови за сточарство, за земјоделие, за пчеларство. Тука на врвот се наоѓа ловиштето на Серта и верувајте дека тие ергини кои се овде сега ќе имаат и полесна можност да доведат и снаи овде. Во наредната фаза следува поврзување на село Пухче со Степанци, како и изградба на улици во Драгојево и Балталија.